Да, третото ваше прашање имаше неколку аспекти. Прво, новите инвестиции носат мноштво придобивки за животниот стандард на граѓаните. Тие создаваат можност за работа, ја намалуваат невработеноста и обезбедуваат стабилни извори на приходи на граѓаните. Зголемените инвестиции доведуваат понатаму до поголема продуктивност и економски раст, што резултира прво со повисоки плати и второ со подобрување на куповната моќ на граѓаните. Напредокот во технологијата и во иновациите, токму во полењата во кои што државата согласно законот кој што е донесен финансиски помага на компаниите, го подобрува севкупниот квалитет на производите кои што се произведуваат и го прави извозот полесен. Новите инвестиции придонесуваат за зголемување на динамиката и просперитетот на економијата, поттикнувајќи погодна средина за претприемништво и за индивидуален просперитет на секој граѓанин. Важно е се нагласи дека со измените на законот во 2021 година, со кои воведовме поголем процент за поддршка да добиваат оние компании кои имаат инвестирано во помалку развиените плански региони, дадоа резултати. Резултатите од промената покажуваат дека се движиме во правец на намалување на внатрешните разлики помеѓу регионите, додека градиме покохезивна економија и дека равномерниот регионален развој се случува во реалната економија. Се гради за работници, не за неработници. Тенденцијата за намалување на диспаритетите во економскиот развој во Северна Македонија се согледува преку распределувата на исплата на финансиска поддршка по региони. Ако во 2018 година 45% од 3 милиони и 120 илјади евра завршиле за компании од Скопскиот регион, минатата година овој процент изнесува 32% од 23 милиони евра. Во овој индикатор за равномерен развој учеството на останатите 7 плански региони се зголемува од 55% во 2018 година на 68% во 2022 година. Кај најнеразвиениот северо-источен регион имаме раст од 7 процентни поени, односно од 1% во 2018 година на 8% учество во вкупната вредност на исплатени финансиски инвестициски поддршки во текот на 2022 година. Урамнотежените инвестиции придонесуваат за развојот на сите региони, развивајќи тенденции во економијата ниту една област да не заостане во однос на растот и можностите. Преку овој балансиран пристап во поттикнувањето на инвестициите, создаваме и можност за работа на локално ниво, намалувајќи потребата за миграција во потрага по вработување. Кога сме кај животниот стандард на граѓаните, промената најдобро се согледува преку споредбата на растот на исплатената просечна плата и растот на инфлацијата, што зборува за нивната реална куповна моќ. Ако просечната плата во мај 2017 година, непосредно пред доаѓањето на власт на СДСМ и коалицијата, изнесуваше 22.889 денари, по 6 години, односно годинава во месец мај, имаме највисок износ на исплатена просечна плата од 36.465 денари, што е раст од 59,3%. Во 2011 година, во мај, граѓаните имале просечна плата од 20.900 денари, колку што денес изнесува минималната плата. Односно, во период од 6 години од владењето на ВМРО-ДПМН, успеале да ја зголемат нето платата за 1935 денари, додека пак владата на СДСМ за истиот временски период од 6 години за 13.576 денари. Разликата е очигледна во периодот од 2011 до 2017 година. Нето платата за време на претходната влада
се зголемила за 9,2%, додека пак за време на владењето на оваа влада од 2017 до 2023 година истата се зголемила за 59,3%. Тоа е разлика од 50,1% поен. Ако овие бројки ги погледнеме од аспект на растот на инфлацијата во овие две временски рамки, односно два временски периоди, односно ако ја увидиме како се движела реалната куповна моќ на граѓаните, ќе видиме дека животниот стандард од 2017 до денес се има драматично подобрено. Кумулативно инфлацијата од мај 2011 година до мај 2017 година изнесувала 5,7%, а растот на нето платата 9,2%. Односно, реалната куповна моќ на граѓаните се зголемила за 3,5%. Во периодот од мај 2017 година до мај 2023 година, кумулативно инфлацијата се зголемила за 29,1%. И тоа во период кој што вклучува и економската и енергетска криза, во која инфлаторниот бран не поштеди ниту една национална економија. Во истиот период растот на просечната плата изнесуваше 59,3%, односно и покрај високиот ценовен притисок врз животниот стандард на граѓаните, како резултат на економските политики, успеавме куповната моќ на граѓаните да ја зголемиме за 30,2% во однос на претходниот период. Разликата помеѓу ефектите на економските политики на претходната и на оваа влада се очигледни и изразени во бројки е 26,4% проени во корист на економските резултати на оваа влада. За 6 години на владењето на претходната конзервативна влада во Северна Македонија, реалната куповна моќ на граѓаните, или ако сакате животниот стандард, колоквијално, пораснал за 3,5%, додека за 6 години на оваа влада за 30,2%. Овој бран на раст на платите, односно на просечната плата во земјата, вклучително и на минималната плата, и на другите примања како социјална помош, пензии и така натаму, не се однесува само на еден сектор, туку ги опфаќа сите сектори во државата. И тоа според податоците на Државниот завод за статистика, кој што е најспоредлив во однос на сите изминати периоди. Споредбата на растот на просечната исплатена нето плата во Република Северна Македонија за последните 6 години, мај 2017 до мај 2023, со претходните 6 години, мај 2011 до мај 2017 година. Административни и помошни услужни дејности од мај 2017 до 2023 година, растот изнесува 83,9%. Претходните 6 години, мај 2011, во однос на претходните, мај 2011 до мај 2017 година. Споредба на растот на просечната исплатена нето плата кај јавната управа и одбрана за задолжително социјално осигурување од мај 2017 до мај 2023 растот изнесува 38,5%, додека од 2011 до 2017 11%. Образование од мај 2017 до 2023 растот изнесува 50,3%, додека од мај 2011 до мај 2017 година растот на просечната исплатена нето плата изнесувал 4,5%. Дејноста на здравствена и социјална заштита од мај 2017 до мај 2023 растот изнесува 58,8%, додека од 2011 до 2017 растот изнесува 14%. Разликата во економските параметри се очигледни, тие се лесно пресметливи врз основа на податоците објавени од Државниот завод за статистика. Ви благодарам на прашањето.